Голем благослов, боженски души мои. Добро утро во новиот ден. За сите вас среќа и огромна ентузијазмост. Ви посакувам. Ова видео нема да биде предолго, нема да ви одземе многу време. Би сакала да ви подарам денешна енергија преку картичките, да видиме што имаат картичките да ни кажат, да ни порачаат, некоја порака ако имаат да ни пренесат, да видиме што не очекува во овој ден како таков. Денеска петок 20 јуни, уште малку и овој месец ќе заврши, како пола од времето да помина, за брзо време, за кратко време. Се надевам дека сите сте добро, сите сте свежи, разбудени, уживате во денешниот ден. Наутро е сепак највозбудливо и најенергично. Се надевам дека ќе одвоите време на едно 10 до 20 минути да послушате оваа порака што картичките сакаат да порачаат, да донесат за овој ден. И ова ќе биде и воедно еден мој новитет на Уналун Тарот канал. За вас секое утро ќе ве известува едно убаво видео со една убава порака, да видиме каде треба да обрнете внимание, тарот картите како ќе ве усмерат. Се надевам дека си го испивте првото утринско кафе и доколку не сте го испиле, да си го испиете со убаво ентузијазно чувство. А ја ќе говорам за што сакаат да ни порачаат картичките денес, што имаат да ни кажат како порака на усмерување. За некој ќе важи дека треба да го слушне ова и затоа сите што ќе влезете на ова видео би требало да слушнете дел од оваа порака, а може би целосна порака ќе одговара. Значи нема да одговара за секој еднакво. Така да земете си навам од целосната порака, земете си навам како ќе ви одговара. Охо-хо. Ајде да видиме и овие картички што ќе ни кажат. Па за крај. Епа, драги мои, ова утро картичките имаат една многу убава порака за вас. Значи, ќе сите што напорно работеле изминатиот период на отстранување на некоја стара карма, на нешто што не е модело во создавање, во креирање, сите вие што сте биле изманипулирани
на работен план, сите вие што сте биле изманипулирани на љубовен план, картичките најавуваат дека ќе си ги соберете вашите плодови и за тешката карма што сте ја обработиле, што сте ја оттрнале од вас, универзумот ве наградува со тоа што добивате материјална сигурност. Значи, материјална сигурност. Доколку не се работи за некој од вас за материјална сигурност, добивате сигурност во љубов, на љубовен план. Значи, сте исцелиле некоја измината ситуација која сте ја имале претходно и тоа поглавје на животен стил сте го затвориле комплетно како еден изучен момент кој сте го имале како едноставно како бран кој дошол и требал да дојде. Сте го прифатиле како таков, сте се осеќале искршени, сте го преживеале моментот на исцелување, значи кармата сте ја обработиле и сега ќе уживате во благословите што универзумот ви ги подарува како дарма за нешто што сте направиле многу добро во ваша корист. За некои што едноставно им имаат значење за изучување нешто, за отварање на некое ново поглавје во нивниот живот. Картичките ви советуваат дека трудот сте го завршиле, сте научиле лекции кои ќе ви бидат од важно значење за понатаму, сте исцелиле некое несогласување околу изучување, некое неиспишување, онака како што не сте можеле да се произлезете со ваши факти, со ваша енергија, вие сте ја надминале целата ситуација и универзумот сега ве наградува со тоа што самосвесно сте работеле сами на себе, сте се издигнале, сте почнале сами да се љубите себе си, да се цените повеќе и универзумот сега ве наградува со тоа што ви дава една огромна стабилност и вашите планови што сте ги имале, дали на љубовен план, дали на економски план, дали на приватен план, значи ви дава една огромна сигурност и самодоверба за енергија која сте ја имале во изминатиот период. Ајде да видиме сега што конкретно се случувало во ова исцелување. Што конкретно сте изработиле и за што по-конкретно доаѓа да видиме. Едноставно универзумот ви возвраќа со тоа што ви дава огромна визија да ја материализирате. Значи,
огромната визија што сте имале во претходниот период, што сте биле спречени во вид на карма, значи сте изработиле некоја карма која не одело, било турбулентно, буквално како со застој, сте имале застој, огромен застој сте имале. Сега универзумот ви возвраќа троструко, четвороструко, за некои петоструко. Со тоа што имате самопочитување, сте го вратиле вашата верба во себе и сигурност. И одите на еден друг пат, со тоа што ќе ви се отворат многу големи врати. Значи, вие сте исцелиле дел од себе. Значи, сте исчистиле, сте реализирале исцелување. Значи, сте го изреализирале моментот на старата карма, со тоа што во старата карма сте имале добробит и сега универзумот ви дава како една награда, значи дарма, ви возвраќа со дарма, со тоа што сте се успокоиле, сега сте повеќе мирни, повеќе можете да си ги слушнете вредностите во себе, да си го слушнете својот глас, повеќе да изманифестирате и да имате повеќе ентузијазам. Да. Тука се работело за некоја игра, ако е од работен аспект, се работело за некоја игра која некој ви ја спремил, игра која не била во ваша полза, значи игра која некој друг се окористил наместо вие. Ако е во работен план, економски план, ако е во љубовен план, сте доживеале осознание дека вашиот партнер крие трета особа, дали сте добиле некоја порака од страна или сте виделе, сте слушнале и сте доживеале еден мал пат, но овој пат не е долготраен, значи овој пат не бил долготраен, туку бил краток, со тоа што брзо сте исчистиле и сега одите понатаму во целата работа. Да, дефинитивно се обратно. Значи, ако сте сакале да уживате и да успеете со испишување на некоја нова животна прилика, таа прилика не би било овозможена, затоа што све обратно се случувало од она што, значи, некоја карма се обработила во блиско минато, значи во претходниот период. Некоја карма обработена, така да големата аркана Завртен човек е картичка од тарот карта која вика дека све е обратно. Значи, ако сте мислеле дека тоа така треба да се случи, се е обратно од ситуацијата. Ако сте сакале да дадете повеќе напор за да успеете во некој потфат на економски план, се е обратно, затоа што сте имале трето лице кое маневрирало со вас. Значи, едноставно лошо делувало на вашите
на вашето размислување, едноставно. Значи, во целава ситуација е заплеткана трета особа, значи трета персона. Но сето тоа е више во изминат период, кармата е обработена, чистењето, значи исцелувањето е извршено, доколку за некој, ако важи дека се уште се во фаза на исцелување, на емотивен план или на пословен план, не е битно, на работен план, значи дека следува како една огромна дарма, еден огромен дар од универзумот за сето она што сте го обработили и што сте го доживеале како кармично. Ова е карма. Ова е некоја карма, да. Сте биле во размислување, не сте биле одлучни, не сте можеле да донесете одлука и затоа сте се нашле во ситуација на исцелување. Доколку сте во оваа фаза на исцелување, значи се уште сте неодлучни, но за кратко време ќе бидете одлучни. Картичките ви советуваат дека ќе бидете одлучни за многу кратко време, затоа што ви средува награда од универзумот. Значи, да. Сте биле изманипулирани. Значи, едноставно, сето оно што сте го давале не било возвратено, не било наградено, во застој. Едноставно, во застој. Или, доколку ова не е дојдено, значи, ова ќе се случи за некој од вас, кој треба да го слушнат. Доколку правите планови за заработка на пари, значи за заработка на материјална вредност, немојте да постредувате, картичките ви наговестуваат, значи ве опоменуваат, ви даваат една опомена да не соработувате со трето лице, затоа што ќе бидете изманипулирани. Ќе се осеќате многу понижено, ќе се осеќате многу безвредно и ќе треба тоа да го одработите како една карма, али ако е карма, ќе мора да се обработи овој дел. Значи, ова мора да ви се случи за да научите нешто што не сте го научиле до сега, како една мала лекција која ќе ви биде спремена од универзумот. Да. Те се осеќале безпомочно, повреда ненормална, значи имате 10 мачеви. Значи 10 мачеви даваат дали зборови, дали размислување, значи повреда во зборови, едноставно сте имале или ќе имате, значи бидете предпазливи затоа што картите ве опоменуваат, ви даваат една позорност да имате затоа што да не навлегувате во нешто што е кармично. Или доколку се наоѓате во овој дел, вие сте го одработиле овој дел. Доколку се наоѓате во исцелување од сето ова што се случувало, да знаете дека универзумот ќе ве награди. Значи ќе дојдете до една самостална стабилност. Значи ова е персона која соработувате со незе, која сте биле во љубовен однос или која треба да соработувате со таа персона. Значи има до незе уште една персона која
ви поматува ум, буквално, и картичките ви наговестуваат дека ќе имате, доколку не е случајно, оваа порака ќе важи за сите. Картичките ве опоменуваат дека ќе бидете многу повредени, ќе се чувствувате многу повредени, но ова ќе биде на конфликтна база. Значи, конфликт, вербален конфликт. Вербално ќе бидете изманипулирани, вербално ќе бидете повредени. Но сето ова вие ќе го обработите како една карма која ќе треба да ја поминете како таква. Така да, картичките многу убаво ви советуваат како да универзумот ви носи баш буквално после една огромна борба, ви дава стабилност во сами себе или стабилност во исцелувањето, ве усмерува, значи срцето ќе ви биде излечено со стабилност. Доколку се работи на материјален план, ќе бидете стабилни, парично стабилни, значи, ќе ви се исполни желбата која подолго време сте ја манифестирале, сте ја работеле, покрај ова случување што сте го имале претходно. Ако е на љубовен план, значи таа особа останува во минатото, ја тргате, затоа што нема одговор од ваква една персона која мисли само за него и не мисли за никој друг околу него. И сепак, манипулатор. Голем манипулатор. Оваа особа е голем манипулатор. Ајде да видиме како за крај на ова видео што има да ви порачаат ангелите како една порака за успокоение или за усредоточување на нештата. Да, вие ќе постигнете победа. Значи, Архангелот Сандафин ви посакува и ви кажува дека ќе имате победа. Победа од секаков тип на оваа порака што се однесува, што картичките ја прифаќаат како таква по енергетско ниво. Значи, вие ќе достигнете победа, ќе извојувате победа врз ова лице кое ве повредило, кое сте одработиле карма во изминатиот период. Јас ви посакувам се најдобро, се надевам дека читањето е успешно за вас. Доловувам една искрена енергија, картичките работат во сооднос со нашето време, во сооднос со нашата енергија и ве усмеруваат на прав пат. Секое добро, се гледаме во наредно видео.